Почитувани присутни, почитувани представници на медиумите, на моje огромно задоволство, повторно меѓу вас, како што кажав и на градоначалник. Чест и задоволство е да се води една од најстарите културни лети и на една од најстарите општини во Македонија, тоа е Киселавода. Општина која што живеам долги години, општина која што од година на година станува се попопуларна кај младите, станува се поурбана и подобра за живење. Благодарение на градоначалникот, повторно сум заедно со вас 5 година, 4 со Орце и 1 година со Бети, сум домакин, водител на културното лето. 71 година културно лето во Киселавода, не е и мала бројка. Лани славевме јубилеј, славевме роден ден, како што го прославивме, така и започнавме еуфорични, расположени. Сите присутни македонски изведувачи, повторно го даваме епитетот и повторно центрираме на македонски изведувачи да бидат главните звезди на оваа манифестација, културно лето во Киселавода, што на кое сум многу среќен и многу задоволен затоа што од година на година се подобро и поатрактивно за младите. А нели? Со таква младина имаме и добра иднина. Од 26 до 28 е многу битно датумот да го запомтите, бидејќи тоа е најбитно датумот и локацијата. Другото ќе си го пишува. Киселавода на Стара Скопска приказна локации. Исто така имаме Драчево на крстот, парк Расадник, парк Шопен и парк Македонија. Ако изминативе 2 години имавме, ако не се лажам, 2 до 3 локации, овој пат се наградуваме и имаме 4 локации. Петокот е одличен, јас ќе ви ја кажам програмата накратко, а подоцна градоначалник ќе заземе збор, Лото девојката или представникот Лотарија ќе земе збор кој е еден од главните спонзори и сите пејачи кои што ќе учествуваат. 26.6.2026 година во петок стартуваме со културно-уметничко друштво Китка, кој секоја година е заедно со нас и ја краси вечерта и културното лето. Подоцна во 20:30 настапува Андријана Петрушовска, една од нашите најпознати пеачки и најдобри вокали. Потоа 21 часот настапува група Љубојна со бенд Ученици и минатогодишниот победник на Звезде Гранда, амбасадорот на Македонија, кој што одлично не представи на оригиналното шоу во Србија, кој што беше гледано во цела бивша Југославија, тоа е Никола Станишич, кој што седи од моја десна страна. Сабота исто така започнуваме во 18 часот Коријада, Сдружение на пензионери Киселавода и хуманитарна изложба. Како што кажав, битно ние и на тимот на градоначалник Бети е битно да има од најмалите па се до највозрастните и затоа цел фатени сите групи, ученици, пензионери и хуманитарна изложба, да не заборајме. Тоа е во сабота во 16 часот. Коријада, Сдружение на пензионери Киселавода и хуманитарна изложба. Сабота на Расадник, добро познатото место кое што минативе години добро се забавувавме. Почнуваме со DJ Марио Трампет, еден од најпознатите за помладата генерација, DJ Доријан, подоцна Владко Миладиновски, кој што сите паметиме дека наполни Борис Трајковски арената и одличен со македонска музика, на македонски изведувач и пее на македонски јазик, што и најбитно бидејќи тоа за жал во денешно време треба да го негуваме, а и го негуваме. Подоцна настапува еден од добрите македонски пејачи во поновата историја, тоа е Лозано. И за да на крај целата вечер кулминира со еден мој пријател драг, кој што веќе долги години сме и пријатели, а тоа е Таско. Тоа е саботата. Недела имаме семеен ден во паркот, што е многу битно повторно за најмладите. Од 10 часот хитовите од Зетскиот фестивал Киселко, танцувачко училиште Ден Салати на Стефи. Овие прекрасни дечиња од моја лева и од десна страна се исто така од детскиот фестивал Киселко, ќе бидат заедно со вас, ќе ги забуваат најмалите, ќе ги дуцираат, ќе ги располажат, бидејќи иако е топло, но дефинитивно некојаш кој има добра енергија, кој има добра забава и толку не топлината не се осеќа, бидејќи битна енергијата и вибрациите. И на крајот недела настапи на млади бендови, тоа е многу добро. Тоа сум бил сведок и е одлично, тоа е од 20 часот на талентирани ученици, подоцна DJ Марио увертира со Трампет, DJ Доријан, 2 бона, вашите омилени, како и секоја година, така и ова година ќе го направат тоа што најдобро го знаат и изненадувањето на вечерта или шлагот на тортата, онака телевизиски кажано, е миленикот на женската популација, миленикот на цела бивша Југославија на Балканот, тоа е Војаш. Еден прекрасен момак кој што има безброј хитови, верувам дека сите ќе ги пееме
водители Миро Кацаров и Кристина Димитри. Градоначалник, одлична програма, тимот одлично си ги срочил сите работи, работите како што треба. Збор 2 и вие за присутните, збор 2 за медиумите и збор 2 што очекувате? Прва година сте, одлична програма, 17 години и една година културен печат на градот Кисела вода, културно лето. Повелете. Благодарам. Почитувани представници на медиумите, почитувани присутни, чести задоволство ми е денес од овде, од Кафе Барот Поинт, да го најавиме она што доаѓа за сите, а тоа е роденденот на општина Кисела вода и секако долго очекуваното културно лето. Со оваа богата програма која што почитуваниот Миро ја најави, верувам дека сите се согласувате, направивме еден потек, сите генерации во Кисела вода, а и пошироко, секако сите се добре дојдени, да уживаат ова лето во Кисела вода. И затоа, за овој наш роден ден, ние имаме еден многу убав слоган: Кисела вода, најстарата скопска приказна, 71 година, културен печат на градот. Да оставиме еден добар печат на градот за тоа дека Кисела вода развива, работи и создава богата културна програма. За таа цел, на ова културно лето, како што гледате и како што ги најавија, имаме богата програма од делот на најмладите па се до највозрасните. Ги поканувам сите да присуствуваат на нашето богато културно лето и да уживаат во она што значи богата културна програма. Ви благодарам. Ви благодарам, градоначалник. Колку е било убаво кога сите градоначалници ја офаќаат програмата од најмладите до највозрасните. Така да буквално се мисли за оние кои што се наша иднина и буквално се мисли за оние предци кои што ни го поставиле патот по кој што треба да одиме и го трасираат. Најголем дел се од Кисела вода. Најголем дел од учесниците се всушност жители на Кисела вода. Тоа е некој локал патриотизам. Браво. Да, од моја лева страна до градоначалник и представник на лотарија, новата лото девојка во Македонија, Кристина Димитри, добра позната од медиумите. Лотарија на Македонија како општествено одговорна компанија има збор 2 да ви каже, тоа ќе го пренесе најдобро Кристина. Повели. Ти благодарам, Миро. Без тебе мислам дека не поминува ниту еден настан. Почитувана градоначалничке, почитувани присутни, од името на Државна лотарија би сакала да искажам задоволство што можеме да присуствуваме како генерални спонзори на овој содржаен настан, каде граѓаните ќе уживаат во перформансите на нашите македонски познати музички уметници. Честа и на Државна лотарија која на овој начин уште еднаш истакнува својата корпоративна определба и ние сме компанија која прима од граѓаните, но и враќа кон граѓаните. Преку ваквиот однос, посебно во сферата на културниот живот и уметноста. Затоа од срце ви се заблагодарувам и ви посакувам многу убави моменти во забавата која ќе ви ја приредат нашите музички уметници во ноќите кои следат. Ви благодарам. Ти благодарам, Кристина. Одлично кажано. Лотарија општествено одговорна компанија. Адријана Петрушевска, тебе те гледам во петок, некако отвораш. Мислам дека и твое родно место е Драчево, така? Како е да се настапува? Нашиот ангел, покој, нашата најголема звезда, викаше дека кога сум во Крушево, најтешко се пее во Крушево. Знаеш, кога си во свое место, еве, јас кога треба и овде, и кај што сум роден во Штип, најтешко ми е да настапам. Дали ти е тешко, бидејќи Драчево се твои луѓе? И едноставно, ќе имаш некој позитивно трема или веќе си научена, веќе тоа ти е оно, како можам да го направам и ќе го направам. Повели. Па добре, јас морам да признам дека на моите почитоци имав голема трема и одговорност пред моите посебно драчевчани, но сега веќе нели како поминува времето и како имам повеќе искуство, се повеќе се ослободувам и нормално немам трема, него ќе ми биде чест да пеам пред моите драчевчани, што се надевам дека и вие ќе бидете присутни и ќе испратите целата манифестација. Посебно благодарност за нашата, еве ќе кажам, драчевчанка, нашата градоначалничка, која што посебно фокус се става оваа година на македонските артисти и музичари, нели? Тоа е посебно за пофалба. И што друго да кажам? Ти благодарам, Миро, за прекрасните зборови. Јас ќе отворам манифестацијата и се надевам дека ќе си поминеме убаво и ќе имаме една одлична петочка вечер за паметење. Така? Па
По моето искуство веќе 5-та година, секоја година си поменувам одлично и мислам дека ова година ќе биде феноменално. Си има приказ на ова културно лето, реално. Си има своја кохезија помеѓу луѓето. Никола Штанишич, дали ќе ја донесеш таа енергија која што ја гледавме на малите екрани? Дали луѓето што го гледаат, тоа што развали на Звезде Гранда, тоа што ги победи сите од регионот, ќе ја донесеш таа енергија, едноставно ќе го оставиш, како што викаат спортистиве, срце на терен, ти ќе оставиш песната на терен во Кисела вода. Пред се здраво на сите. Ви благодарам пред се на поканата да бидам дел од ова прекрасна манифестација и честитам на градоначалничката за ова прекрасна програма, бидејќи се само македонски артисти. И навистина да, ќе се потрудам да донесам истата енергија, баш како што ја победивме Србија и целиот Балкан, така да ќе се потрудам и ќе го дам својот максимум од себе да дам својата енергија и да вие да осетите. Ви благодарам на сите. Ви благодарам и вам на тоа што ќе се потрудите, ќе дадете све од себе како македонски изведувачи. Од мојата лева страна е мојата партнерка и лото девојка Кристина Димитри, која што ќе има прашање за Таско, Владко Лозановски, за овие мали прекрасни дечиња кои што од преска ме гледа, ти се многу сладки, ќе имате и вие збор да кажете, и на крајот денот или овој прес ќе завршиме со оно што ќе се случува или најдоброто што знае да го направи, тоа е DJ Марио. Подготвија трубата, ќе ти кажам кога, не сега. Повеле, Кристина. Често е на мене да ви поставам прашање, јас не би да комплицирам. Мене ме интересира репертоарот, дали е спремен и во што ќе ужива публиката. Истото прашање и за Таско и за Владко. Пред се сакам да се заблагодарам на поканата за да бидам дел од овој настан. Огромна е честа, а и одговорноста да се настапува на ваков јубилеен настан по повод 71 година од општината. Општина Кисела Вода е една општина во која што, иако сум од Лисиче таму од аеродром, сепак туку имам многу пријатели, другари кои што живеат, работат и творат и склоно на таа хип-хоп музика од тука некако доаѓа тој цел бран. Така да Кисела Вода има многу култура пред се кога станува збор за талентирани млади уметници, а потоа и се останато. Да не зборам за тоа како се живее во Кисела Вода, тој малски урбан живот, како се негува и се останато. Во врска со настапот, јас многу сакам кога настапувам пред мојата публика, конкретно во Скопје. Секогаш има добра енергија, поготово на овие настани од отворен тип, каде што може да присуствува било кој сака и секогаш има некако, како да кажам, посебни вибрации со луѓето и енергијата, поготово на настани каде што има, нели, отворен простор и каде што има голема бина и каде што се е така убаво средено. Така да репертоарот е спремен, јас сум спремен и мислам дека ќе поминеме прекрасно во таа саботна вечер. Здраво до сите, голем поздрав до медиумите, до општината Кисела Вода и голем поздрав и до сите кои што нормално ќе продефилираат на бината. Почитувана градоначалничка, голем поздрав и до вас и ви благодарам што баш ја избравте македонските артисти да бидат дел на нова културно лето. Овој јубилеј од 71 година не е малку, може да се каже дека на некој начин општината во пензија, претпоставувам така, му доаѓа со тие години. Да, репертоарот е спремен, бендот ми е спремен, ќе се слушнат моите неголеми хитови. Не ми е прв пат каде што настапувам во Кисела Вода и ги поканувам сите соседи од тука да дојдат, да си поминат најдобро што можат и морам да кажам податок дека баш ми е драго што на тој ден ќе настапувам и е денот и кога сум роден, 27 јуни. Па ќе частиш торта? Обавезно. Ќе ти дуваме свеќи, да. Обавезно. А ти, злато моје, знаеш дека дамите, ти од преска се чека, ќе ти дое, дамите имаат предност, знаеш? Сакаш да кажеш нешто. Ти, злато моје, кажи ми, која песничка ти ќе ја пееш? Другарки. Може ли рефренот да ни го запееш од другарки? Да. Ео, ео, гласно сега запејте. Ео, ео, ајде сите играјте. Ео, ео, силно сега плескајте. Ео, ео, другарство да славиме толку.
Ти, Мангупе, ќе го земеш микрофон? Каде е микрофонот? Ајде. Ти кажи ми што ќе направиш ти? Песна ќе запееш, ќе заиграш нешто? Испеам. Ќе испееш која песна? Како се вика твојата песна? Малку заљубен. Ништо не правиме со малку заљубен. Рефренот. Ајде, јас сум многу заљубен. Не љубомора, тоа што ме растура, и не сум конфузен, изгледа сум малку заљубен. И малку возбуден. Лозано, види бе како пие детево. Одлично, Таско, така? Браво, извади талентирано дете, браво. Да, дами и господа, градоначалник, нешто за крај да кажем или дека ќе го очекуваме сите расположени, повелете. Ние во Кисела вода имаме многу таленти и многу ми е драго што ги вреднуваме талентите на Кисела вода. Ве поканувам сите од 26 да почнеме да уживаме во нашето богато културно лето. Да, ово беше поканата од градоначалникот и официјално и ние како водители и дел од општината као организатори да ве поканеме, бидејќи верувајте ми дека ќе биде едно од најдобрите културни лета во Кисела вода. Со тоа го означувам и почетокот на летото, така да најголемите македонски хитови ќе бидат отпеани од најголемите македонски пејачи. Дојдете, уживете. Јас ќе бидам вашиот домаќин Миро Кацаров со мојата копартнерка Кристина Димитри. Ве чекаме и ќе ја водиме најдобро што можеме оваа манифестација сите 3-4 дена низ сите 4 локации низ нашиот најубав и главен град Скопје на Република Македонија. Диџе Марио, делот кој што мене ми е омилен, а верувам и дека другите го знаат. Вака да го завршиме денешниот прес. Ве поздравувам до следно видување, колеги.